Исклучително продуктивна реформска агенда. Вака вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи кажа на пресконференција по повод препораката од Европската комисија. Ние сме овде да анализираме заедно со Андреја Стојковски од Евротинг и Ивана Туфекџиќ од Собранието на Република Македонија. Со нив ќе поразговараме за она што е всушност и резултатот, односно кој придонел за оваа препорака со оглед на тоа што претходно бевме заробена држава. Јас ќе почнам од дамата. Ивана, на што се должи оваа препорака? Па, оваа препорака денеска е успех на сите граѓани и се должи на посветеноста на владачкото мнозинство и на владата кон патот на реформите, посветеноста и амбициозноста во постигнување со агендата. Се разбира дека опозицијата има свој удел во сето тоа, бидејќи опозицијата успеа да го препознае моментот и иако подолго време ја немаше во собранието. Иако подолго време ја немаше во собранието, успеа да го препознае моментот за да види дека овие реформи кои што се прават се од клучно значење не само за евроатлантската агенда на Република Македонија, туку и се нешто кое што граѓаните на Република Македонија го бараат и го очекуваат од нас. Така што ова е еден заеднички, верувам, успех и покажува дека понатаму ако продолжиме со истата посветеност и напор во постигнување на реформскиот дел, тогаш многу полесно ќе се движиме по евроатлантскиот пат. Андреја, освен ова што го кажа Ивана, јас овде би те прашал и која е улогата на ДУИ во се тоа, бидејќи ДУИ претходно беше дел од онаа владина коалиција со ВМРО ДПМН. Па, веројатно треба да ја бараме ДУИ во коментарите кои што комисијата ги дава во извештајата се однесуваат на работата на владата, бидејќи реално таму учествува во владеачкото мнозинство генерално, меѓутоа и во институциите каде што раководи или пак каде што се наоѓа на носечки позиции кои што би можеле да донесат некаков резултат во било кој дел од реформите. Не знам каде треба да бараме посебно улогата на ДУИ, бидејќи за она што го каже Ивана, го слушав и премиерот пред малку на пресконференцијата, мислам дека ова вистина е резултат на сите граѓани на Република Македонија. Ако го погледнеме извештајот, па таму се нотира и еден дел, барем во една реченица, ако се пишува дека граѓанското општество продолжило да биде вистински контрибутор во демократските процеси, контролор на владата, односно на власта, да дава предлози за подобрување на сите чекори. Оттаму мислам дека навистина е ова успех на сите, не само на оние кои што го воделе или менаџирале процесот, туку и на сите оние кои што учествувале на било кој начин. Нели е краток малку периодот, со оглед на тоа што оваа влада е неполна година на власт, нели е малку краток период за еден волку широк оптимизам и од Брисел и од Вашингтон ако се земат пораките? Оптимизмот во држава се гради веќе подолго време, се гради уште од минатата година, од некаде во текот на јули месец. Прво беше оптимизам и еуфорија во меѓународната заедница, која што подоцна премина во држава. Тоа успеавме да го видиме во Евротинг на последниот, односно на предпоследниот Еврометар 2017 година во ноември. Процентот на оние граѓани кои што очекуваат дека Македонија ќе стане членка на ЕУ за 5 години, тоа е тотално необјективно, да се разбереме, невозможно да се стане членка на ЕУ за 5 години, меѓутоа 2025 е стратегијата, поготово за Црна Гора и Србија. Така, меѓутоа според нашите граѓани прашани во 2017 година, 5 години излегуваат некаде 2022-2023 година. Процентот беше некаде околу 29%, што беше зголемување за, не знам, сериозен пораст споредено со ноември 2016 година. Пред неколку недели овде во студио зборувавме за Еврометар 2018 година. Процентот на овие граѓани кои што сметаат дека Македонија ќе стане членка на ЕУ за 5 години или очекуваат да стане членка на ЕУ за 5 години, има пораст од ноември минатата година за 10%, сега се веќе 33%, без малку 33%. Тоа е сериозен оптимизам или сериозна
еуфорија, и тоа еу со големи букви, еуфорија, која што дава поттик и на власта, на пратениците во собранието да вршат својата работа конкретно во реформскиот процес, или на владата да го менаџира, да го прави тој реформски процес. Утрина видов еден текст објавен вчера на Независен, каде што имаше дел од извештајот, се уште не сме го виделе. Да, извештајот се уште не е објавен целосно, само ги слушнавме главните забелешки пресконференцијата. Меѓутоа на тој извадок таму во текстот има две работи кои што по мене се врв. Првиот момент вели дека дека државата конечно успеала да ја надмине или во голем дел ја надминала политичката криза, и дека потребните реформи даваат резултат, но не смееме да очекуваме дека преку ноќ ќе се променат работите. Тоа е вакво, тоа е едната порака, втората порака е дека за прв пат се гледа политички мајндсет во општеството, кој што ја носи држава во реформи и гради став. Тоа се главно и пораките нели на Столтенберг, пораките на кои што доаѓаат и од Брисел и од Вашингтон, дека во Македонија е променет нели менталитетот. Ке се вратиме подоцна на она вашата компаративна анализа за извештаите. Јас би ја прашал Ивана сега, бидејќи ја спомнавме и опозицијата во собранието. Таа опозиција пред 9 месеци, или како и да кажеме, беше 11 години на власт. Зошто сега нивниот удел вие го глорификувате на некој начин? Не се работи за глорификација. Мислам дека тоа е една од клучните пораки во кој што вели политичкиот мајндсет, односно тоа значи некаква култура на диалог. Нам изминатите 11 години ни недостигаше културата на диалог. И практично Но законот за заштита на сведоци го донесовте касно. Се согласувам. Меѓутоа културата на диалог ни недостигаше во смисла ние претходно практично и да немавме политички диалог помеѓу власта и опозицијата, освен ако не дојдат европарламентарците или комесарот Хан, или ако не се вклучи некоја од амбасадите за да го фацилитира целиот тој процес. Сега веќе почнува една култура на диалог и во собранието и многу претходно, која што резултира со тоа да се создаваат работни групи и да се работи заедно со опозицијата, особено за оние закони кои ги велиме дека се двотретински закони, меѓутоа се клучни. И се консултира опозицијата исто така и по однос на закони кои што се со така нареченото просто или апсолутно мнозинство. Зошто велам глорификација? Не се работи за глорификација, се работи за едноставно признавање дека тие ги препознале. За малку ќе дојдеше до инцидент. Се согласувам. Меѓутоа, да не заборавиме дека е потребно во дадени моменти да кажеме дека опозицијата ги препозна напорите кои владата ги вложува од моментот кога е изгласана како влада на Република Македонија до денеска во поглед на реформскиот пакет, понатаму добрососедските односи, иако тука нема подршка од опозицијата во делот на договорот со Бугарија, што е разочарување. Бидејќи ако видите, Бугарија моментално е еден од нашите најголеми пријатели во ЕУ и нашиот најсилен гласноговорник, што говори дека претходниот национализам и измислени теми, всушност под сето тоа се криел голем пријател. И тоа се важни моменти кои што владата и мнозинството успеваат да ги препознаваат. Опозицијата доцна, бидејќи нели и извештајот нотира дека работевме без опозиција неколку месеци, се вклучи во работата на парламентот, за жал неславно со едно прашање на доверба кое беше доста слабо, меѓутоа како и да е, се вклучи во работата на собранието и се изгласа делот на пакетот кој што се однесува на следење на комуникациите, кој што е една од суштинските забелешки од извештајот на Прибе. Што значи, важно е за Република Македонија, особено затоа што извештајот таму нотира 27 април. Ние пред година дена, нешто скоро година дена, да, имавме држава која фактички беше на амбисот
да пропадне. Но тоа се истите пратеници со кои денес работите. Така е. Пратеници кои што поднесоа интерпелација на влада. Така е. Какви се нивните пораки не во јавноста, него кога сте, не знам, низ мензите, на состаноци внатре во собранието, бидејќи велите дека придонеле многу за овој извештај? Придонесоа доволно. Затоа што можеше да стои во извештајот дека во моментов опозицијата го бойкотира собранието, работата на собранието на Република Македонија и поради тие причини не може да се изгласаат одредени двотретински закони и наместо политичка волја можеше да стои делумна политичка волја, односно политичка волја само од едната страна, која што е многу важна, владачкото мнозинство. Меѓутоа сега веќе гледаме еден извештај кој што ќе го видиме во целост. Она што денеска го слушаме од главните пораки од извештајот се политичка волја, нотирано е дека опозицијата се вратила во работата на собранието, дека собранието ги испорачува и ги препознава своите задачи во поглед на реформската агенда, нешто што е од исклучителна важност, би рекла за сите пратеници во собранието, бидејќи на крајот од денот верувам дека постои национален консензус и национална волја за евроатлантскиот пат, така што не гледам изговор од нивна страна во поглед на тоа да не се вклучат. Кога ќе ги донесете останатите 10% од реформскиот план 369? Би требало законите за правосудството, колку што сум информирана, се веќе усогласени. Остана уште некои закони кои што под влијание на експертската јавност, како например закон за бесплатна правна помош, беше вратен во собранието поради забелешките од граѓанските организации на истиот. И остануваат уште некои пакети кои што се однесуваат на собранието во смисла на деловникот на собранието и етичкиот кодекс кој што го бара Греко, кој што би требало законите за правосудството, ако не се лажам, веднаш по обраќањето на Могерини истиот ден има 3 седници, а останатите би требало да бидат во текот на наредниот месец најдоцна. Кога ќе ги укинувате како пратеници патните трошоци? И тоа е приоритет за граѓаните. Да, иако сега зборуваме за извештајот. Тоа е приоритет за граѓаните. Тоа беше и ветување на СДСМ. Тоа ќе треба да се обратите кај претседателот на собрание, бидејќи точките 2 се во за останати седници и зависи од председателот. Се останати поради бојкотот на опозицијата? Да, имаше таму точки кои беа спорни, кои беа оставени поради тоа што се закони на опозицијата, опозицијата не беше внатре за да може нивните предлагачи да ги бранат тие законски решенија. Андреја, да се вратиме на компаративната анализа меѓу двата извештаи. Таа е готова или во моментов се прави? Знам дека ја презентирате... Во четврток ја презентираме новата, 9-та компаративна анализа на извештаите на Европската комисија. Ќе ги опфаќа периодот 2014 до 2018, значи 4-те последни извештаи. Се обидуваме да го следиме новиот пристап на комисијата, методологијата која што ја утврди со оценките кои што се дава, со проценката на остварената усогласеност, со остварениот напредок. Се обидуваме да воведеме некакви новини со цел да биде тоа по-лесно читливо за секој. Во четврток во 11 часот ќе се потрудиме да стигнеме со ова компаративна анализа, да зборуваме за успехот остварен. Меѓутоа, од оние основни забелешки, клучни забелешки кои што беа презентирани денес, односно се единствениот достапен материјал, официјално достапен материјал од комисијата, мислам дека ќе треба да забележиме и ние барем во оној дел која ќе треба да ги евидентираме оцените за направениот напредок. Прво моментот дека во самите клучни забелешки комисијата вели дека е остварен сериозен напредок од јуни 2017 година, што укажува на работата на новата влада. Не зборува за периодот претходно, иако да, се осврнува и на периодот претходно. И ќе треба да антиципираме и добар дел на позитивни коментари кои што се случуваат, односно ќе се провлекуваат ни сите можни поглави. Освен рокадата за робена држава со безусловна препорака, што главно може да очекуваме во тој
извештај, односно анализата која вие ја правите? Добро, анализата како и секогаш се осмрнува првенствено на забелешките и на тоа колку долго време се повторуваат забелешките, и нема да ја менуваме методологијата, барем не во овој дел, од причина што сакаме да бидеме доследни, сакаме да покажеме што е она што ако досега не било сработено во овие 9 месеци, тогаш треба да ги сработиме во наредниот период. Ќе се движиме по тоа, колку пати се повторуваат конкретните забелешки, меѓутоа ќе се обидеме да извлечеме кои се суштинските препораки на комисијата во секој од поглавијата, какви се оценките кои што би можеле да се забележат, дали постои некаков бейзлайн, бидејќи ова е стартна точка, ова е првиот извештај во кој што комисијата се обидува да прави оценки за сите поглавја и за сите делови во рамките на поглавијата, за да може да се продолжи понатаму да се следи. Веројатно ќе се обидеме да видиме каква е состојбата во Македонија визави другите држави, иако единствената држава со која што можеме да се споредуваме во моментов е Албанија, бидејќи нели тие се само во истата фаза. Но не станува збор за некаква заробена држава која што сега ја заменуваме со безусловна препорака, туку за евидентирање на остварениот напредок во последниве 9 години и за промената, обштествената промена која што ја сведочиме, која што не води поблизу до ЕУ. Во добар дел од последните извештаи на минатата влада, 2015-2016, па во некои точки и во 2014, можевме да видиме само дека станува збор за форма. Ние формално бевме за ЕУ, ама суштински работевме на се што беше спротивно. Во случајов се надевам дека ова што го пишува комисијата ќе биде низ целиот извештај, или ќе можеме да кажеме дека навистина не само што работиме или велиме дека работиме за да бидеме во ЕУ, и вистински работиме. Така, но што значи оваа препорака ако немаме датум со неа? Бидејќи Македонија е подолго време на листата на чекање. Ова е година на шансата, така ние ја условуваме, и нашето идеално сценарио за држава за оваа година го нарековме иглени уши. Бидејќи е толку тесно, и ако сакате да се проврете низ иглата, да го проврете конецот, навистина треба да ги сложите сите коцки на место. Дел од коцките се сложија. Договорот со Бугарија беше подпишан во клучен момент во подготовката на приоритетите или во финализирањето на приоритетите на бугарското председателство. Она што Ивана го зборуваше пред малку, Бугарија е вистински наш најголем поддржувач. Од подпишувањето на договорот за добрососедство со Бугарија до некаде крајот на март, нивото на трговска размена е зголемено за 17%. Поддршката која што ја даваат граѓаните за овој договор во нашиот Еврометар ноември 2017 со март 2018 забележува пораст од 20%. Ако беа 42 некаде на почетокот во ноември 2017, сега се околу 50%. Најскептичниот регион, источниот, во моментов има најголема амплитуда на пораст, покажува најголем пораст на поддршката за овој договор. Тоа беше едниот дел од сложувалката. Следниот е градењето на доверба и вистинските преговори со Грција за надминување на спорот со Грција за нашето уставно име. Ако тоа го изреализираме, сега треба да ги следиме следните моменти. Овој момент веќе завршуваме. Знаеме дека имаме чиста препорака, одиме понатаму. 17 мај, за еден месец од денес, самитот Европска унија Западен Балкан, ќе се дискутираат многу работи. Повторно ќе се сретнат ќе имаме шанса да се сретнат вакво премиерите на двете држави, ќе имаме шанса да се сретнат и премиери на повеќе европски држави со премиерите од Западниот Балкан. Тоа ќе значи дополнителен напредок или подтрнување понатаму. Ако имаме решение на спорот со името во меѓувреме, можеме се што да очекуваме, не баш на самитот, ама веднаш по самитот. Следниот датум кој што ќе треба да го чекаме е 28-29 јуни.
тоа е врзано со оваа препорака на комисијата. Меѓутоа, мислам дека во овој момент не сакам да создавам лажен оптимизам кај граѓаните, дека може тоа да се случи, затоа што јасно е дека не одат така едноставно работите. Но во овој момент, во рамките на државите членки, со исклучок на ова што денеска ја слушнавме изјавата на председателот Макрон за Франција, иако мислам дека тоа беше првенствено намената за притисок внатре во Унијата, постои невидена доза на оптимизам или на позитивно гледање кон регионот, меѓу другото и геополитичката состојба е таква, што мислам дека ќе биде многу тешко да не видиме конкретна одлука за ефектуирање на препораките не само за Македонија, туку и за Албанија на јунскиот самит на Европската унија. Ивана, како пратеници, ја имате поддршката на граѓаните? Верувам дека да, со тоа што сакам да потенцирам две работи. Првата, мислам дека е многу важно на граѓаните да им кажеме зошто е ова важно. Затоа што ние често зборуваме, ние често зборуваме ЕУ, НАТО и така натаму, меѓутоа граѓаните имаат навистина даваат поддршка за таквата агенда, меѓутоа имаат и реални проблеми. Нивните реални проблеми и реални очекувања, меѓутоа нивните реални проблеми се врзани и со правосудството, достапноста на правдата, корупција и така натаму, кои што се врзуваат со институциите на системот. И мислам дека е многу важно да се истакне дека сите реформи кои што се прават се пред се за граѓаните на Република Македонија. ЕУ агендата и НАТО се дополнителен дел и добро е што сме аспиранти, па вака не следат дали треба понатаму напор, каде треба понатаму напор, значи имаме некои напишани, да речам, домашни задачи, меѓутоа тоа е нешто што граѓаните не само што го очекуваат, туку и го заслужуваат. Институции на системот кои работат во нивен интерес. И тука спаѓа и правосудниот систем, и администрацијата, и сите оние алки на државата која што е одговорна пред граѓаните, односно која што треба да испорача на граѓаните. И тоа, кога ќе биде нотирано од страна на ЕУ дека навистина се прават напори за тоа да се случи, тоа е многу важно и за владеачкото мнозинство и генерално за сите во државата, бидејќи тоа покажува дека сме на добар пат и дека имаме уште многу работа. Под многу работата допрва доаѓа, затоа што пратениците носат закони, меѓутоа многу е важно како тие закони ќе се имплементираат, бидејќи ние и до сега немавме нешто лошо законодавство, бидејќи во принцип нашето законодавство функционираше на принципот препишувајте од Европската унија. И сега можете да препишете Законот за јазиците е препишан од Европската унија? Значи, јас не сум сигурна, тоа предлагачот Министерството за правда ќе треба да ви го одговори, бидејќи не сум го пишувала законот, меѓутоа тенденцијата е дека се препишуваа закони од ЕУ, кои што не беа секогаш компатибилни со она што може институционалниот систем во Република Македонија да го испорача. И сега, бидејќи граѓанското општество е активно вклучено во опишувањето и на законски решенија, и на стратегии, и акцијски планови и така натаму, тоа дава сериозен придонес. Бидејќи граѓанското општество има експертизата за многу од областите, да, институциите ги имаат податоците, меѓутоа граѓанското општество често има експертизата и е слухот на граѓаните, односно со истражувањата на јавните мислења кои ги прават и така натаму, се слухот во приказната и од тука можеме да очекуваме дека и понатаму граѓанското општество си останува како контролор на тоа како се имплементираат законите кои претходно биле пишувани во работни групи со граѓанското општество, биле донесени во собранието, меѓутоа сега да видиме како тоа ќе се имплементира. Вклучени ли се граѓанските здруженија, организации во работните групи, односно се консултирате ли со нив за носењето закони? Да. Колку често тоа го правите?
Па јас лично многу често кога стигнуваат готови закони, меѓутоа од она што на ниво го на знам, пратенички групи од, на она што го знам бидејќи најчесто дел од законите, не дел туку најголемиот дел од законите се предлагаат од страна на владата на Република Македонија и ресорните министерства, е дека представници од граѓанското општество се вклучени во сите работни групи. Тие често знаат да испраќаат дописи до нас, имејлови и така натаму во дел на забелешки подредени законски решенија. Впрочем, примерот го кажав и со Законот за бесплатна правна помош, бидејќи тие има сериозни забелешки во поглед на законот. Неуспех на граѓанското општество беше во промената на Законот за пушење, за кој што верувам дека ќе има, па верувам дека ќе ги послушаат критиките до крајот на овој мандат. Инаку јас сум веројатно повикан да зборувам за овој дел, затоа што како дел од Евротинг, односно како Евротинг координираме две групи од популарниот Blueprint. Тоа беше најдобро организираната иницијатива на граѓанско општество, препознаена од претходниот извештај. Едната се однесуваше на контрола на полицијата. Бевме повикани во неколку наврати на средби со Министерството за внатрешни работи, работните групи кои што работеа на измените, односно на реформите на делот за следење на комуникациите. Во подготовката на законите, да, не учествувавме во изборот на моделот, тоа е објективно, меѓутоа бевме во неколку наврати повикувани. Во моментот на подготовка на законите бевме ние самите организатори на неколку јавни расправи на кои што учествуваа представници на Министерството за внатрешни работи, на работната група. Бевме повикани на стручна расправа во комисијата во Собранието. Учествувавме на тоа. Се сретнавме во два наврати со странскиот експерт кој што учествуваше во подготовката на законите и мислам дека тоа е добар чекор напред. Вчера учествував на конститутивната седница на Советот за соработка со невладини организации, Советот на владата за соработка со граѓанско општество, на кој што со чест на забелешките кои што ги истакнавме и кои што ќе се потрудиме да ги измениме до следниот состанок на Советот, дава некаква гаранција дека ќе има структуриран диалог, иако таквиот диалог треба да се прецизира кога ќе се случува, каков ќе биде нашиот инпут, какво влијание ќе има нашиот инпут во процесот на усвојување на законите. Меѓутоа, ова е веројатно влада која што е изложена на критика на јавност, меѓутоа и која што е респонзивна на критиката на јавност, да слуша, во добар дел од случаите ја послушува, освен со овој закон за кој што кажав дека не бевме успешни во јавната критика. Така, кога сме ке владата, јас предлагам од режијата само што ми јавија дека ја имаме изјавата на премиерот Зоран Заев, па предлагам да ја слушнеме. Ова е еден од оние денови кога сите граѓани на Република Македонија може да бидат горди, без исклучок. Денеска стигнавме, сите заедно, до едно од најважните, темелни одредници на патот до целосно остварување на нашите стратешки цели. Денеска сме чекор поблиску до членството во Европската Унија и до достигнување на економските стандарди на Европската Унија за сите граѓани на нашата земја. Во својот извештај до Европскиот совет на Европската Унија, Европската комисија предложи кристално чиста, безусловна препорака за почеток на преговорите за Република Македонија. Република Македонија го исполнува основниот политички критериум за членство во Европската Унија, што треба да овозможи почеток на преговорите за пристапување во членство во Европската Унија. Ова исто така значи дека политичката криза е зад нас, дека Европската Унија со внимание и со почит ги следи реформските и политичките процеси во нашата земја и дека сме влезени во редовни политички процеси како секоја функционална демократска држава. И еве, соодветниот одговор стигна денеска. Комисијата ни одаде признание, ни потврди дека сме на вистинскиот пат и ја отвори вратата за Европска Македонија. 17 април е голем ден и датум.
Ова е ден кој ќе биде запишан на светлата страна на поновата политичка историја на Република Македонија. Никој да не се сомнева на големата заслуга за овој напредок, за ова успешно спроведување на реформските процеси и оваа препознавање на вредноста на реформите ја имаат граѓаните на Република Македонија. Владата посветено и одлучно ги сработи реформите, но одлуката да се стави крај на една штетна, погубна политика и да се отпочне нова реформска и прогресивна страница на нашата иднина ја донесоа граѓаните. Македонија ќе добиеше препорака за почеток на преговорите дури ако опозицијата не се вратеше во собранието. Но го направија вистинскиот чекор. Совраќањето покажаа дека навистина има нова политичка клима во Македонија и дека не се заборавени државните интереси. Затоа ова е успех и на опозицијата, предводена од ВМРО ДПМН. Такова беше изјавата на премиерот Зоран Заев по повод извештајот од Европската комисија. Андреј, јас би продолжил со тебе и би те прашал која е пораката која се испраќа во Македонија со доагањето на Јоханес Хан и Федерика Могерини? Дали овде се за да го потврдат извештајот или овде е за да дадат сенка на прашање на преговорите со името? Да кажат дека е исто толку важен процес? Веројатно се дојдени овде за да е одбрана сопствената работа. Бидејќи ова е извештај на Европската комисија, тие се дел од Европската комисија, со чест на случокот кај господјата Могерини, таа е дел и од Советот. Меѓутоа, ова е извештај на Европската комисија и тие се дојдени овде за да е одбрана сопствената работа, наспроти сите други политички процеси кои што течат паралелно. Ова е, меѓу другото, уште една многу силна порака. Ако се сеќаваме добро, во февруари кога се промовираше новата стратегија за проширување, она за Западниот Балкан, намената, председателот на комисијата Јункер ја започна својата балканска турнеја од Скопје. Овие двајца ја започнуваат својата балканска турнеја повторно од Скопје. Тоа е исто така значајна порака која што се испраќа. Јасно е дека преговорите со името ќе ни дадат поголема шанса да ги отпочнеме преговорите за пристапување од членство во Унијата или решението за името ќе ни даде таа шанса. Меѓутоа, овие двајца се овде за да ја одбранат сопствената работа и да ги испратат конкретните или вистинските политички пораки. Извештајот ќе се обидат сите да го толкуваат на еден или на друг начин. Ова ќе биде шанса да ги слушнеме директно од нивна уста вистинските политички пораки. На крајот на криштата се надам и убеден сум дека тоа ќе биде охрабрување понатаму за преговорите со Грција и за изнаоѓање на решение за спорот со името. Така, Ивана, ако Македонија некогаш беше лидер на овој регион, на Западен Балкан, на својот евроатлантски пат, сега тоа се Црнагора и Србија. Според стратегијата, Црнагора и Србија би требало до 2025 година да ги отпочнат или да влезат во Унијата, да ги отпочнат преговорите. Каде е Македонија тука? Македонија може да се врати на овој евроатлантски пат, но со таква брзина како тие две држави? Мислам дека може, бидејќи постои сериозна волја за тоа да се случи. И жално е што толку години се изгубени, затоа што можевме да останеме лидер на Западен Балкан и сето тоа дојде многу брзо, меѓутоа за жал немаше ниту волја, ниту храброст. Мислам дека волјата сега искажена и овој извештај кој што навистина дава охрабрување за продолжување понатаму по патот на реформите, мислам дека има шанса многу брзо да не врати повторно да бидеме лидери во регионот на Западен Балкан, затоа што ние имаме и големи и крупни прашања кои што ни се отворени и покажуваме полека една зрелост, би рекла политичка, и една политичка култура на диалог и на затварање на отворени прашања. Нешто што е многу важно
за држава која што вели дека сака да биде европска демократија и мислам дека треба да продолжиме понатаму по тој пат. Се разбира, тоа не значи само власта, тоа значи сите граѓани, особено граѓанското општество како партнер во целиот овој процес, бидејќи без граѓаните нема ни поента за кого било што да се прави. Со оглед на тоа дека има сериозно висока поддршка за продолжување по ваквиот пат и афирмацијата од ЕУ, верувам дека многу брзо ќе се случи да повторно се вратиме во таа позиција. Кога сме кај граѓаните, дали песимизам или оптимизам владее кај нив? Ние подготвивме една анкета, мојата колешка Александра Филиповска денеска беше на терен, па ги праша граѓаните дали Македонија ќе влезе во Европската унија, па да го слушнеме нивното мислење. Дали Македонија ќе влезе во Европската унија, кои се вашите очекувања? Па се надевам дека ќе влеземе со голем оптимизам, бидејќи политиката што се обавува сега, мислам дека е на правилен пат и тоа мошне тешка ситуацијата беше во минатиот период, меѓутоа како што владата и министерот разговараат, се надевам дека во најскоро време ќе влеземе во Европската унија. Нема да влеземе, туку ќе отпочнат преговорите. Ја, ако се проведе името, не сакам да влезе. Ако се македонци, како македонци може. А ако нешто го сменат името, не ни треба Европска унија со 250 евра пензии. Очекувате ли подобрување на животен стандард доколку влеземе? Не верувам. Зошто? Затоа што ги гледам румунците, ги гледам бугарите, ги гледам све од тука доаѓаат пазарат. Румунците од Србија, бугареви од кај нас и кога ќе видиш со 250 евра не можеш да влезеш во Европска унија. Не, може би. Сигурно. Никој пат не може да влезе Македонија во ЕУ. Премногу големи барања поставуваат. Дали разбирате? Барања кои што се не може да ги издржи оваа влада. Зашто? Прво и основно, вика промена на името, тоа е само почеток. Тек уште други све некои основни работи ќе измислат само за да не влезе Македонија. Според мене. Ќе добиеме чиста препорака од ЕУ? Можда ќе добиеме препорака, меѓутоа тоа ништо нема да значи. Статус кво ќе биде? Па веројатно да, а за 5 години најмалце. Затоа што нема да ја примат таму, тие се собрани багра таму, ќе те примат. Да, ќе влезе. Не знам, тоа знаат политичарите. Кои се вашите очекувања? Па, чекам да дојдат. Што очекувате од ЕУ, подобар животен стандард? Па, 100% поарно. Андрија, гледаме дека кај народот се уште има едно проевропско расположение. Меѓутоа, како што кажав на почетокот, Македонија е можеби предолго на листата на чекање за влез во Европската унија и имајќи го в предвид влијанието на Русија, дали можеби тоа расположение би се променило? Бидејќи Русија претходно, како и да не беше присутна со своите изјави, сега е се поприсутна. Добро. Расположението е толку про ЕУ од почетокот од осамостојувањето на Македонија. Јас се сеќавам во првите месеци од мојот професионален пат, седев на последната рунда преговори за спогодбата за стабилизација и асоциација. Ова беше во 2000 година, на крајот на 2000-та. И очекував дека бргу ќе се случи дека ќе бидеме членка на ЕУ. Меѓу другото, работевме за да бидеме членка на ЕУ. Еве, 2018-та се уште не сме, односно се уште работиме за да бидеме членка на ЕУ, така што расположението нема да се промени. Кога зборуваме за видливото присуство на други сили или на алтернативни сили во Македонија и не само во Македонија, туку на Западниот Балкан, ово го кажав и пред неколку дена. Прво, Русија нема интерес во Западен Балкан, не
особено не во Македонија. Не таков интерес како што има во блиското соседство сопствено. Западниот Балкан е истурена територија, тоа е во средината на Европска унија, иако ние се уште не сме дел од Европска унија, кој ќе погледнете убаво, од сите страни на Западниот Балкан има држави членки на ЕУ. Кој ќе ги погледнеме пак трговската размена, односите со државите од Западен Балкан, реално Русија нема сериозен интерес овде. Ова е само интересот на Русија овде во Западниот Балкан е да биде препрека или пречка за тамошната безбедносна и на секаков друг начин стабилизација на овие држави и нивното придружување кон ЕУ или кон НАТО. Нема друг интерес. Чувствува дека може да го злоупотреби своето присуство, без оглед што економски се нула или по однос на развојна помош се нула, овде во регионов, нивното политичко влијание остварено е сериозно заради тоа што ги слушавме со нарачани или пак со изјави во полза на одредени политички страни. Ги следиме се повеќе нивното присуство во делот на култура, во делот на тивко меко присуство, фейк ньюс да не зборуваме лажните вести. Македонија е фейк ньюс capital of the world, центар на светот кога станува збор за лажните вести. Тоа е начинот на кој што Русија се обидува да оствари влијание во Македонија. Реално, ние немаме никаква корист од Русија. Имаме далеку посериозна корист до сега, од почетокот на осамостојувањето на Македонија па до денес, од Европската унија. Помошта која што доаѓа, не доаѓа заради не знам, купување наше за да бидеме за ЕУ, туку затоа што очекуваме дека помошта доаѓа затоа што ние очекуваме дека ќе стигнеме до целната рамнина. Оно што пред малку го зборувавте со Ивана, околу реформите, што е поважно, дали реформите или пак членството. Членството е важно затоа што тоа ќе биде целосна гаранција за стабилноста на секаков начин на државава. Меѓутоа, процесот на пристапување ќе не доведе до она што почесто во последно време го објаснувам како целната рамнина. Ако патот е тежок, има многу кривини, има многу препреки кои што морате да поминете, кога ќе дојдете на целната рамнина, вие веќе се движите во помирни води. И тука тоа значи дека државата е уредена. Тоа е моментот на пристапувањето. Финишот или целната линија која ќе ја поминете, да, ќе станете членка и тоа ќе ви значи гаранција на вашата безбедност. Меѓутоа, поентата на оваа држава или целта на оваа држава е да стигне на таа целна рамнина. Тоа нема да го постигне со држави каде што не се почитуваат човекови права или во партнерство со држави каде што не се почитуваат човековите права, каде што постои страф од она што може да ви се случи ако ја критикувате партијата на власт или пак да не зборуваме за лидерот на партијата на власт или за одредена политичка фигура. Денес живееме во далеку послободно општество и економскиот развој на оние држави кои што живеат во далеку послободно општество покажува дека без оглед на привремениот економски раст или економски развој на овие неутврдени или нецелосно дефинирани режими не е траен, не е одржлив. Тоа се случува во одреден временски период и престанува. На нас ни треба нешто што државава ќе помогне да има одржлив развој и ќе стабилизира безбедноста. И секако имплементирање на европските вредности, бидејќи само така се влегува. Мислам дека ние не сме далеку од европските вредности, граѓаните тоа го носат во себе, во добар дел, да, имаме работи за кои што тоа прва треба да ги научиме или пак да ги препознаеме длабоко во нас, меѓутоа сум сигурен дека многу од она за кое што зборуваме како европски вредности, секој од нас го носи со себе. Ивана, извештајот се знаеше уште вчера дека содржи со себе безусловна препорака. Какви беа вашите комуникации со вашите колеги од опозицијата? Ви честитаа али можеби? Не, бидејќи имаше во собранието
вчера комисии во поглед на усогласување нели на текстовите на законот за судови, законот за судски совет, заеднички амандмани има од опозицијата и од власта, така што во тој поглед не, меѓутоа мислам дека овој ден денеска е шанса не да честитаат на власта, еве веќе ако до толку не сакаат, туку да им честитаат на граѓаните на Република Македонија, бидејќи ова е нивен успех. Пак ќе кажам и да го повторам тоа, бидејќи сме на година дена од настаните во собранието, од држава која Бог знае како можеше да заврши тој ден и таа вечер, денеска ние сме некаде високо на ЕУ агендата, нешто што покажува дека се движиме во добар правец и се надевам дека понатаму сите политички страни ќе го препознаат тој напор и дека ќе се вклучат во реформирањето на системот во државата, пред се во интерес на граѓаните. Така, утре веќе го имаме целосниот извештај. Се надевам веќе дека го имаме. Да, мислам дека веќе утре веќе сигурно го имаме. Да. Ние ќе следиме и понатаму работата на собранието. Јас овде ви се заблагодарувам што бевте гости во студио 1 и ве очекувам во наредна прилика повторно. Благодарам и се надевам дека ќе следите понатаму работата на собранието активно.